почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, решивме да се приклучиме на акциите кои ги организира граѓанската иницијатива Не биди ѓубре, наместо класично да работиме денеска во сабота, заради тоа што е работен ден. Целта на оваа акција е вработените во државната администрација од институциите кои што се вклучени во акцијата да помогнат во процесот на зачувување на животната средина. Секој човек има право на здрава животна средина, но истовремено и секој е должен да ги унапредува и штити животната средина и природата во својата локална заедница. Доследно почитување и практикување на овие принципи представува услов за подобро здравје, поквалитетен и подолг живот на граѓаните. Се надеваме дека на овој начин ќе влијаеме и на свеста на граѓаните и севкупно врз граѓаните, за да успееме да ги зачуваме чисти локациите откако ќе заврши оваа акција. Владата на Република Северна Македонија целосно ја разбира реакцијата на граѓанските и граѓанските организации и самите граѓани, поврзани со заштитата на животната средина и со загадениот воздух. Планот за чист воздух и борбата против аерозагадувањето се стратешки приоритети на владата. Имаме јасна политичка волја да се справиме со овој проблем, за кој ништо не беше преземено во минатото. Планот предвидува сеопфатен и координиран пристап за спроведување на мерките во партнерски однос на владините институции, граѓанските организации, деловните субјекти и меѓународните организации. За прв пат се издвојуваат посебни буџетски средства исклучиво за намалување на аерозагадувањето. Во рамките на тој буџет потеке спроведување на најголемата поединечна инвестиција во историјата на земјата за грижа за животната средина со издвојување на 10 милиони евра за инвертер климите кои ќе ги заменат печките на дрва и нафта во 10.000 домакинства во Скопје, Тетово, Битола и Куманово. Градот Скопје доделува субвенции на домакинствата и другите субјекти за чистење на оџаци. Обезбедена е набавка и поставување на 562 прочистувачи на воздух во училиштата. Се исчистија 300.000 тони отпад од дивите депонии и се обнови 50% од зеленилото во градот. Владата внимателно ги слуша и ги прифати сите аргументи кои што беа дадени како сугестии од страна на граѓанските организации вклучени во маршот за чист воздух. И во таа насока остануваме отворени со нашата покана заедно да продолжиме да работиме на решавање и на останатите нивни барања, како и на исполнување целосно на планот за чист воздух. Благодарам.